Општина Центар го одржа вториот буџетски форум, каде граѓаните покажаа голем интерес и активно учествуваа во дефинирањето на приоритетите за 2026 година. Форумот, што се одржа во Општинското основно училиште Димитар Миладинов, помина во конструктивна атмосфера со отворена дискусија меѓу администрацијата, раководството на општината, советниците и присутните жители, велат од општината. Граѓаните предлагаа иницијативи и проекти што им се потребни во секојдневието, што уште еднаш потврдува дека буџетот се гради транспарентно, отчетно и со директно учество на заедницата, информираат надлежните. Гласот на граѓаните и нивните потреби е важен, тие најдобро знаат што недостига во нивните мала. Нашата работа е да го слушаме секој предлог и да го преточиме во реални проекти, истакна градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски, кој пред присутните презентираше што е реализирано во 2025 година и плановите за наредната година. На работните маси поделени по сектори, граѓаните доставија свои предлози и барања. Во комуналната сфера се дискутираше за хортикултурно и партерно уредување на просторот кај Зелен пазар, санација на подземните гаражи, зголемување и подобро одржување на зелените површини и избогатување на населбите со урбана опрема. Во областа на образованието се истакнати потребите за реконструкција на училишните дворови, санација на покриви каде има протекување и поставување лифтови во училиштата, каде има реална потреба. Во културата пак се предложени интерактивни аудиовизуелни проекти за ученици, мобилни галерии, скулптурни инсталации и активности со кои се потикнува креативноста и се збогатува јавниот простор. Дополнително, дел од управителите побарале санирање на фасадите, пошто општинската администрација информираше дека во буџетот на општина Центар се предвидени субвенции за нивна обнова. Поддршката изнесува 30%. Секоја стамбена заедница може да аплицира за финансиска поддршка до 1 милион денари. Жителите околу Зелен пазар го отворија и прашањето за дивите пазарџии, зашто градоначалникот посочи дека е потребна засилена инспекција, но и заедничка и координирана акција на повеќе институции, меѓу кои МВР, Државниот пазарен инспекторат, за трајно решавање на проблемот.